Сириец цели 3 недели бил жител на Баландовско Пирава. Пред неколку месеци изнемоштено и премрзнато момче на околу 20 години пристигнало пред една од продавничките во селото. Таму останало речиси 1 месец. Неговите први добротвори биле продавачките. Го прифатиле, но се плашеле да го примат дома, бидејќи им рекле дека ќе имаат проблем со полицијата. Затоа му направиле импровизиран камп пред продавницата и почнале да го негуваат. Кога почнам? Пред 2 месеца, 3, не знам кога беше, или почетко есента, не знам кога беше. И што се случи, ајде? Каде го видовте? Ми тука дојде од Дукјано. Леле. Тука дојде од Дукјано и си барекше спас детето и му помогнаме. Што му беше? Ми изнемоштенко, гладно и тука цела мала сите се собараме и точек му купиме се, му дадеме, го обличеме, го најадеме, му дадеме и за попато пари и јадејне и цела мала тука го испратиме со сточок па стигнал до Германија, до Михен. И оттам ни се явиот и стигнаа се убаво и бегат. Вие биле, мислам, друга вера, не знам, тие муслимани, вие православни христијани, не знам, и затоа ги виќе на колет на тоа едночко, па ше беше и доктор бил, заболекар, шо се, и ние тука, јас сата мало сите, и сум бара, мислам, му помогнаме на детенството. Младиот сириец тргнал со другарите и други 40 на мигранти со брод од Сирија, но доживеале бродолом. Тој е еден од оние што успеале да се спасат. Стигнал до Македонија, но поради премореност и изгладнетост, силата идва и го додржала до Пирава. Момчето кое се представило како мувак, брзо го прифатиле и останатите селани. Другите што му биле другари, му откажале, му замаля пари, му замаля пашапорт, се, он тука беше и немаше како. Тукашните мештани му помогнаа, точок на старо му зама и така отиде до Скопје со точок, после за Србија преку Куманово и после една недела се јави од благодарност од нас, се заблагодари, стигнал до Минхен и тоа е помошта. Беше тука 2-3 недели и тоа е. Спиел тука надвор? Тука дека спијал не знам, но главно тука го најдеме, плакеше. Секој ден пиравчани му носеле храна и облека пред продавницата или барем му правеле друштво. Кога по 20 на дена закрепнал, селото собрало донации за да го испрати. А сега скоро пред некој ден имаше един, па и он дојде, па исто и он, па цела мала, па исто точок му и друзи помогнаа. И него исто му усточок со тие елеците шо са. И он стигнал сега Србија, поминал дека и не знам, тоа се нема јавено. Амо тука тргна, се чујам, мислам се ја виде тот. Слични приказни слушнавме и во Марвинци. Жителите ни раскажаа за нивните искуства со мигрантите, но не сакаа да навлегуваат во детали, плашејќи се дека е кривично дело да се помага на бегалците. Тоа беше од Сирија, тука дојде като болен беше, му даде од продавница млеко, апчина, ама дали многу гладен, фати да повраќа. Кросајна му купиме, едно време ојгин тука му запалиме, тука картоните што ја фрлуват. И дето се мислам убаво му дојде. Мокар беше, кој тренер ки у дома, јас палто му дадех едно кожно. Сите го обличеме, дето, со свисти, дето многу добро вика му падаат. Многу. И без пред некој ден на аутопат тука на мосту, може да кажем 46 може беа. Ки се газах. И пријавивам право на полиција и дали се обра, не знаем. А има многу, има стално. Секојдневно има. А за проблеме не правате се. А дали плячка, дали не плячка, не сме видели за душа. Но сите мигранти немаат среќа да стигнат до саканата дестинација. Напротив, многумина од нив повеќе пати ги фаќа полицијата и ги депортира во Грција. Еден од нив е и Џахет. Тој за 3 месеци 14 пати ја минува земјата. Иако платил голема сума за да го пренесат, се уште е овде. I moved from Afghanistan 2 years ago. 2 years ago I moved from Afghanistan. I came to Turkey. I was in Turkey for about a year. And then I came to Greece. And then I was in Greece for a wee while, and that's like 2-3 months I'm in this way.
Yeah, I've been going to Skopje like 14 times, and then the police catch us in there and deport us back to Gavgelia. You know what I'm saying? And then walk again there, you know what I'm saying? So, for the people who doesn't have agents, it's hard to get there. You know what I'm saying? We have to keep on trying, walking. It doesn't. Sometimes people they go into 1 week. You know what I'm saying? In 1 week they will arrive Serbia, but sometimes people bad luck like me. You know what I'm saying? They take like months to get there. Well, the agents is like we pay to our people. You know what I'm saying? Like Afghani people has their own agents, and then Pakistani have their own agents, and Arabic they have their own agents, and then the agents they work with the drivers of Albanian or whatever. You know what I'm saying? Според Џахет, Гевгелиско Прдејци е точката каде организираните групи криумчари ги начекуваат мигрантите. Ако немаат пари да им платат за транспорт, ги малтретирале и ги ограбувале. Вели дека во такви групи има и македонци. Stand in the roads, like for example, see when we cross Gavgelia, we come towards Pardicia, and there most of the time they stand. There's like Arabic mixed with Albanian, you know what I'm saying, with Macedonian, Albanian, they're like mix. And they stand in the way, they have pistols and stuff like this, so when the people they're trying to walk by and get to Skopje or get anywhere, you know what I'm saying, they stop them and take out the pistol and take like their money, their phones, their bags, everything that they can, they just put it inside the cars and they walk by. And even like 4 days before, 14 people died in the train line. That was because of the mafias. The 14 people was from Afghanistan. They were like my friends. I knew them for 1 month in the jungle. And a few of them was alive that they came and told us the story when we were in the jungle like 3 days before. What happened was, when they were walking towards the Skopje, the mafia was standing in their way. So they put light on their eyes. And they knew that there was mafia. They start taking the stones and throwing so they don't rob them. You know what I'm saying? They start fighting with the mafia. Mafia was up there, like, there were like 4 or 5 people. And these people, they was this side, in this side. You know what I'm saying? But the mafia, when they were running after the mafia to beat them up, the mafia was putting lights on their eyes. So when the train comes, they were thinking that that's the lights of the mafia that they're putting in our eyes. So when the train gets closer, you know what I'm saying, then they realize it's train. No, I wasn't there. It was my friends there that they told us the story. And then a few of them jumped here and there. The rest of them got under the train. Грабежи, малтретирања, киднапирања. Мигрантите сведочат за ужасите што им се случуваат додека се на македонска почва. Пред само една недела сириец тврдеше дека токму во близина на Гевгелија му е киднапирано семејството. This is one month and a half. 1 month and a half. But Albany, but people Albany take my children and wife. I don't wear. I don't wear is it. Some people say me maybe in Kumanovo, maybe in Serbia, maybe in I don't know anything. По објавата на репортажата, полицијата дошла и ги депортирала во Грција, но не ги сослушала нивните изјави за злоставувањата кои ги доживеале во Македонија, откако што рекоа албанска мафија. When he was here, next day the police come here and ask us to sit in the box. We asked them where you will take us. They said to Scooby. We said no, you will deport us to Gevgelia. Some people they said no, we will not go. We will stay here. We want to go to Serbia. We will go to Skopje. They start to beat them, yes, and push them to the box. И покрај поразителниот факт дека поради законските регулативи, но и различното толкување на истите, малку може да се направи за бегалците во Македонија. Јавноста покренува акции за помагање. Се формираат групи на социјалните мрежи со кои се бара начин да им се улесни престојот на бегалците додека се во земјата. Од идеи за отворање кампови покрај пругите и автопатите па до собирање храна, облека и средства за лична хигиена, кои ќе бидат дистрибуирани директно до пунктовите со мигранти. Една од групите се залага за намалување на бројот на жртвите на македонските пруги. Ја формирал Стефан Марковски од Гевгелија. Тој вели дека решиле да им помогнат на мигрантите, бидејќи секојдневно ги гледаат по пругите,
а не разбираат сите англиски за да им објаснат какви опасности ги демнат. Овој проект се базира на надежта дека може да им се помогне на овие луѓе, ако не за нешто друго, барем за тоа да бидат спасени од страна на нас граѓаните во врска со ова. Пораките беа напишани на англиски и ги пратив на една моја пријателка поетеса од Сирија, по име Марам Алмасри. Таа ги преведе во една вечер, значи на арапски, и вака преведените пораки на арапски, на англиски и на француски ги поставивме на неколку места долж пругата. Не мора да се нафаќаме стотици луѓе во врска со тоа. Се работи за средства во вредност од околу 150 евра. Значи прилично скромна сума која што може да спаси човечки живот. А од друга страна, значи многу поважна ни е поддршката на ниво на ширење на свесност и на ниво на доаѓање овде на терен. Не се знае точната бројка на мигранти од Блискиот Исток кои секојдневно влегуваат низ дивите премини во Македонија. Може би се стотици, па и повеќе, бидејќи за само една недела во 3 наврати екипата на Телма сними повеќе од 200 мигранти на различни локации во Гевгелиско. Некои од нив за кратко ја минуваат Македонија, други со месеци пешачат по опасни патеки крај пругите и автопатите.